Почитувани, Ден Дончев од позиција директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Венко Филипче од позиција министер за здравство во владата на Република Македонија манипулирале странски инвеститор за да спречат влез на светски здравствен гигант во земјата со единствена лукративна цел. Се споменуваат месечни транши, се споменува благајник со брада во Струмичко, постои и кривична пријава за тоа, ама што се однесува до државата, нема ништо. Случајот Рекет 2 одекнува во јавноста, но Дончев и Филипче се уште се функционери под заштита на Зоран Заев. Почитувани, во интервју за медиуми Вера Иванова, собственичката на Диамет, фирмата жртва во случајот Рекет 2, посочува дека има докази за Рекет 2, има докази кои што експлицитно укажуваат дека Ден Дончев и Венко Филипче се обиделе да попречат странска инвестиција да влезе во Македонија. Ама кредибилна истрага за тоа нема. Се влече, двајцата се уште се на функции. Бизнисмен од Македонија вели дека Ден Дончев со помош на Венко Филипче за своја корист, злоупотребувајќи ги позициите, ја злоупотребиле државата и спречувале координирано влез на странски капитал во државата, ама државата молчи. Почитувани, Дончев децидно не негираше дека контактирал со Зоран Милевски Кичиет, децидно не негираше дека преку него се обидувал да ја спречи купопродажбата на домашна компанија и при тоа компанијата да биде преземена, продадена на инвеститор по избор на Дончев и Филипче. Подносителот на кривичната пријава вели дека има докази дека Дончев и Кичиец одлично се познаваат, а истрагата треба да одговори дали преку Кичиец Дончев сакал да наметне кому да биде продадена компанијата. Но сепак, за ова молк. Ако ова не е доволно за Русковска, за случајот Рекет 2, да побарат Дончев и Филипче да бидат тргнати од позициите и да бидат притворени, за да може да се спроведе истрага по поднесена кривична пријава, тогаш прашање е што треба да се случи за да Русковско обвинителството поведе било каков случај против висока корупција. Дончев и Филипче спречуваат продажба на македонска приватна компанија, сакаат да имаат удел во продажбата, можеби сакаат да ја преземат компанијата, се споменуваат месечни транши, рекет, до благајник со брада во Струмичко и никому ништо. Кривична пријава е поднесена, а двајцата се уште се на функции, со можност да влијаат на сведоци на документи, но и со огромна можност и натаму да течат рекет и можност нивна жртва да биде друга компанија која што би морала да исплаќа месечни транши кај благајник со брада или пак да се спречи продажби и влез на странски инвеститор заради лукративните пориви на Ден Дончев и на Венко Филипче. Според кривичната пријава била злоупотребена и управата за финансиско разузнавање и била најавена истрага скоро цела година пред истрагата и да се случи. Сега капиталот од трговијата е замрзнат, како и по година дена, иако и по година дена од истрагата нема никаков докажан криминал. Ова е класичен пример за притисок врз домашниот бизнис и одличен пример за бизнис амбиентот во Република Македонија и пример зошто министер не знае да наброи ниту една странска инвестиција во Република Македонија. Според поднесената кривична пријава, почитувани, а и признанието на Ден Дончев пред јавноста, странски инвеститор, здравствен гигант, добивал лажни изјави од директор на Фонд за здравствено осигурување и од министер кои што го манипулирале инвеститорот. Внимавајте, директор на Фондот за здравство и министер со тоа работат спротивно на интересите на пациентите, воопшто на граѓаните на Република Македонија, а ниту власта, ниту обвинителството не се поместуваат, ниту па ги бараат да бидат овие двајца тргнати од своите позиции. Почитувани, ова е срамно, ова е уште еден случај кој што излегува од границите на Република Македонија, уште еден скандал за кој што се појавуваме во медиумите во странство, се работи за странски инвеститор, чии што, проверки пред да инвестираат се детални и велат дали има некаква поврзаност со криминал, а тоа не е потврдено. Ова е уште еден случај каде повторно се вмешани амбасадори, дипломатски кор, МНР, Зоран Заев, ама нема истрага која што ќе внесе чувство на доверба кај граѓаните во правосудниот систем и ги потврдува сомнежите за Русковска обвинителството. И се додека Зоран Заев е премиер, а Русковска и Јовески се на врвот на обвинителството, борба со висока корупција ќе нема и Македонија ќе тоне во криминал. Ви благодарам.